Здраво, здраво на гледачите на Ема.нет. Добре дојдовте во повторно една лайв дружба. Денес нам огромно задоволство станува збор за соговорничка, односно нутриционист, директно од Лондон, Марија Соколовска, која што има навистина една животна приказна, која што многумина знаат да речат за Оскар. Но што се работи, зашто се работи и како Марија има помогнато на илјадници жени ширум светот за слабење, тоа ќе ни го каже самата. Здраво, здраво од Македонија до Лондон. Здраво, Лондон, Колин, како сте? Супер, одлично. Како си ми ти? Одлично, супер. Сега малку време за нас имаш. Знам дека имам сега малку со короната сме спречени, нели? Затоа повеќе ги вклучуваме овие социјалните мрежи за да можеме пак да одржуваме таа дружба. Така, Мара, што мислиш ти за сета оваа ситуација со короната? Кој потик, која поддршка треба да се даде на сите нас за од оваа ситуација нели да успееме и да останеме победници доследни за нели и за препорачаните мерки да знаеме како што треба да се заштитиме, да ги почитуваме. Така, пред се треба да е за мене најважно е свеста кај луѓето. Ситуацијата е така каква што е, меѓутоа да се остане пак позитивен. Значи да не се испаничуваме, да не мислиме нели негативно, туку да се остане, да се одржи таа рутина што секојдневно си ја правиме и едноставно да се грижиме пред се за самите себе и да не забраваме дека мора да ги почитуваме мерките. Значи се што е дадено и свеста, значи на народот треба да биде на високо ниво. Во моментот за да си помогнеме еден на друг. Так. Меѓутоа пак ќе кажам, значи треба да останеме само позитивни и ова е нешто што ќе помине. Така, како е таму ситуацијата во Лондон? Така, тука ситуацијата е малку по-релаксирана, меѓутоа морам да кажам дека свеста на народот е на многу високо ниво. Значи, точно можеме немаме полициски часови, меѓутоа не сме до тој степен ограничени, али луѓето ги спазуваат мерките. Ги спазуваат свесно, значи си го одржуваме тоа растојание што ни е кажано, носиме заштитни маски, одржуваме хигиена, нормално доколку видиме некој постар човек, значи пак се оддалечуваме повеќе, едноставно си работи свеста, али не е толку многу да кажеме до тој степен дека треба нели полициски часови, бидејќи се зависи од културата на народот. Не викам дека ние немаме, значи нема да се сватиме погрешно, меѓутоа сепак треба да остане таа свест и таа една да кажеме позитивност за да може да се одржиме во овај период и едноставно да бидеме нели свесни за целата наша ситуација. Да бидеме без паника, знаеме нели дека ќе успееме. Сепак треба да ги прифаќаме, се што доаѓа во животот треба да го прифатиме. Да, Мара, јас како што и најавив, ти имаш една животна приказна која што навистина заслужува нели за Оскар. Јас кога ја прочитав, навистина се најажив и навистина си ти една многу позитивна личност и затоа сакам оваа лајв дружба да ја пренесеме на нашиве гледачи, затоа што знаеме дека животот не е лесен. Навистина е тежок, но не треба за секој пат нели да плакаме, да бидеме тажни, туку самите себе си треба да си дадеме самодоварба и да се издигнеме. Кажи ми како дојде до сета оваа ситуација нели за да помагаш на другите луѓе? Која беше твојата инспирација и твоето мото за да успееш? Сега имаш тука две прашања, јас ќе почнам од почетокот, да не ги спомнам името, еве ќе раскажам за мојот живот. Вака, прво пред се секој има животна приказна, значи со кој да се сретнеме, секој ќе си раскаже некоја интересна приказна и секој нели си го доживува животот на посебен начин, никој значи не е оставен без да нема осцилации во животот. Уствари тоа е интересното и животот е таков. Јас што викам, секој проблем за мене е предизвик. Ако сме цело време во една нормала, тоа животот нема да е интересен. Мојата историја е малку поразлична, меѓутоа кога ја раскажувам, многу од луѓето се леле нели како дошло до сето тоа, меѓутоа јас секогаш кажувам дека се случува со причина. Така да јас сум родена нормално, здраво, право бебе, меѓутоа на 6-месечна возраст сум изгорена. Со опекотени од 3 степен низ целото мое тело. И тоа намерно. Значи, приказната е малку така, да кажеме, од една страна жална, меѓутоа ја гледам како и позитивна.
Знаете, во Македонија луѓето посегнуваат по секакви работи. Мајка ми имала пријателка која што имала дете кое што било слепо. Жената, барајќи спас, отишла на овие гатачите. Гатачот ти кажал дека треба да ослепи некое дете што е родено во исти месец со незиното, за да незиното прогледна. Жената проверувала на сето тоа. И тој ден, тоа било мај, јас сум била некаде 7-8 месеца. Мајка ми излегла јас живеам во Кочани, мајка ми излегла да ме прошета и така судбината прво отишла кај баба ми, па кај татко ми, па кај другата моја баба, судбината си поиграла, сите некако и ги затвориле вратите и отишла кај другарка ѝ. И тогаш знаеш кај нас традиционално како се вари кафе. Во гезве, турското кафе. Во гезве, и место во гезвето да стави кафе, таа става вода и не посипува. И тогаш мајка ми била млада, некаде 19 години, во тој момент, значи тоа е паника, не знаела што да направи, ме покрива со кебе, стрчува надвор, сопира кола, значи ме носат на брза помош во Кочани, меѓутоа веќе гледаат дека како го тргаат кебенцето, така мене кожата ми се веќе одлепувала. Од тука во Скопје, клиничка смрт, бидејќи сум поголтнала и, да кажеме, воздух, тоест арија, така да не сум имала проблеми со дишењето. Меѓутоа, јас сум родена на Богородица, сум голем верник. Така да, билато сум и Марија, така да одлучил Господ да ме остави жива. Преживувам некако. Како Господ стоја, никој не е. Така е. Меѓутоа, така, потоа низ текот на животот, тие белези мене ми останале. Значи, почнале разни реконструктивни операции. Меѓутоа, во еден период, некаде на 6, 7, 8 години, се точно не ме држите за збор, докторите престануваат да ги прават операциите, бидејќи кожата била врасна. Не можеле веќе да применуваат никакви техники и застанува. И сега доаѓа тој период, јас кога веќе пораснувам, значи се направени некои реконструктивни операции, меѓутоа јас веќе доаѓа тинеџерскиот период кога јас треба да се заљубувам, па треба дечковци, па друштво. Па друштво, тука е вториот период кога што се јавуваат комплексите. Јас многу често кажувам кога одев на плажа како повиена бев. Значи бидејќи тие изгореници, насекаде по телото. И ми беше тој тежок период, па како ќе ме прифатат, па дали ќе бидем сакана, па ќе ме распрашуваат, така. Па ќе ме распрашуваат. Тоа е, значи, еден период што е во тој период не сум сваќала дека тоа и толку не е важно, дека физички изглед и не е толку важно, меѓутоа за мене бил тежок. Тинеџерскиот период бил тежок, се одека до моментот не се заљубувам. Тогаш сваќам дека можат да ме прифаќат, малку ми паѓат, да кажеме, тој момент на комплекси, ми се качува голема самодоверба. Ми се качува малку самодовербата, меѓутоа се уште имам работа, значи се уште треба да го сведам телото, бидејќи раката ми била залепена, значи за телото, така да не се откажав и подоцна продолжувам, понатаму да барам, за да можам барем малку физички да изгледам подобро, за да можам понатаму да нормално функционира. Така. Само не ми се верува како може да постојат такви луѓе за да го направат сето тоа, но како што ти спомена, Господ е голем, тој можеби, како што вели изрека, Господ бавано не заборава, така да се во животот враќа, тебе навистина, значи толку голема храброст за сето тоа да го постигнеш, навистина ти се поклонуваме, мене навистина ме допре твојата приказна. И стварно, како што и кажав, ти заслужуваш медал за најпозитивна личност и навистина ми е драго што сите твои клиентки тоа може да го забележат. Затоа што ти си имала проблеми со тежината, си почнала да слабееш. Ајде малку сега околу тоа. Така, прво само да го кажам моменто за жената што го сторила сето тоа, за некоја среќа. Јас никогаш немаше во мене некоја омрза или некој гнев. Може многу пати сум размислувала дали е било факторот што јас на друг начин не сум се познавала, па сум се прифатила таква, или едноставно сум ја опростила, така да и во овој момент јас си благодарам бидејќи
сепак ми изградува личност како што ме, нели, ако не бил тој момент, јас немало да станам тоа што сум сега и пак позитивно гледам на сето тоа. А за моментот за тежината, во еден период, значи јас генетски предиспозиции имам за зголемување на телесна тежина, бидејќи мојата мајка, баба исто така се со зголемена телесна тежина. Меѓутоа јас не бев во периодот на моето детство, јас не бев, значи, дете со зголемена телесна тежина. Меѓутоа подоцна се појави. Значи подоцна можам да кажам по раѓањето на мојата ќерка, јас веќе, значи, почнав да ја зголемувам мојата телесна тежина, почна дури и други проблеми, анксиозност, депресии, некако како да се изгубив во моето тело. Така да тежината се одеше се повеќе и повеќе, се зголемуваше, а јас како да не се сеќавав, како да не знаев дека нешто ми се случува, дека едноставно не обратував внимание на сето тоа, се до еден момент бев во Грција на одмор, ја обожавам Грција, значи бев во Грција на одмор, се враќив, имам едно интересно огледало, огледалце гледа се која на светот, кога се видов, тогаш веќе се исплашив. Значи беше тежината, значи моето тело беше деформирано. Значи деформирано и на сето тоа јас, значи, не можев да функционирам, значи не можев да си играм со моето дете, едноставно и депресија, сметаше, да. Значи не бев среќна. Ајде, не само јас што викам, не само физичкиот изглед. Јас немав енергија. Немав едноставно енергија. Значи не бев среќна. Не бев јас. Се изгубив и во телото и со енергијата се изгубив. И во тој момент решив, јас морам нешто да преземам. Значи како еден страф ме фати. Паника. Ти имаше добиено и престижни награди, нели, и на курс за нутриционизам. Како помина тогаш, што се научи Марија, бидејќи нели имаш навистина големо знаење? Так, вака сега јас почнав да го учам највеќе заради мене лично. Бидејќи сватив дека прво почнав, нели, кога ја донесов одлуката, почнав да тренирам. Почнав првото нешто, сега треба да се оде да се тренира, меѓутоа јас добивав контраефекти. Значи јас тренирав, а не слабев. Немаше некакви резултати. Не знаев што треба да јадам. И тогаш реков, морам да земам нешто да научам како да јадам. Значи како да се хранам, за да можам да намалувам тежината. Бидејќи ја одев, например, во теретана, вежбав, меѓутоа кога си дојдов дома, бидејќи нели калоричен дефицит, имате истрошено калории, јаглени, јас уште толку јадев. И вагата ме се одеше нагоре, надоле одеше нагоре. Не се намалува. Да. И тогаш почнав да учам, да студирам, тука се оде по левели, по степени. И сега веќе кога ќе почнеш еден чекор, и кога видиш, например, дека сето тоа има, нели, резултат, некако се навлеков. Мене ме навлече тоа, ме повлече. Сватих дека храната е таа уствари што нас ни го прави телото и ни ја враќа енергијата. А вежбањето нормално е, да кажеме, мојот метод е 20%. Значи јас не исклучувам физичката активност, меѓутоа сепак треба да се стави многу голем акцент на храната. И така почнав степен по степен, чекор по чекор да видиш што денеси. Да. И ако јас ќе кажам, нели, сето тоа е, ние се уште учиме и треба да учиме. Бидејќи секојдневно индустријата за храна, значи се движи, така и ние треба, јас нема да престанам. Значи јас уживам у тоа што го правам. Тој се познава, да знаеш дека се познава со толку многу љубов. Да, со љубов, да. Марија, доколку сме нели кај храната, кажи ми кои намирници треба нели да се внесуваат и каква е менито кој што ти им го даваш на другите клиентки? Така сега, треба да бидат на сите жени, треба да ни биде јасно дека ние треба да јадеме и да внесуваме во еден ден, значи здрави протеини, здрави јаглерохидрати, здрави масти, минерали и витамини. Тоа значи се. Меѓутоа, треба да се знае. Благо може ли? Може, да, кај мене јадат и торти, јадат и чоколадца, меѓутоа, стоп, се знае какви здрави блага се јадат, какви, значи да не биде рафинирано. Значи да не биде, сега јас не го исклучувам и чоколадото, значи не ја исклучувам ни тортата, меѓутоа, сепак да биде тоа едно здраво нешто, значи здрав шеќер кој што ќе се внеси, дали ќе е преку овошето, дали ќе е преку здрави блага,
да сепак, меѓутоа да не се исклучува. И затоа Така. кај мене во моето мини преку целиот ден имаат се да јадат и многу често имам проблем. Може ли да не јадеме? Не ни се јаде веќе. Не треба да јадете. Значи на организмот му треба во еден ден, значи се. Така. И јаглен хидрат, кој што кажав, и протеин, и здрав фат, значи масти, се извинувам, значи тотално се му треба. Така. Велиш дека твојот микс се состои од зелен чај, ѓумбер и босилок. Ајде малку околу тоа. Чајот, да ви кажам право, чајот... Запаметила. Да, чајот е донесе целата моја популарност, што ја не ја очекував, искрено да ја кажам. И ми беше, дури бев исплашена од сето тоа. Имаше на... Тоа направив јас. Да, имаше една страна, на некоја Facebook страна, овие што се нас, жените што ги имаме страните, и имаше една господја која што побара помош, постираше некој производ, јас нема да го кажам кој производот е, нели, пошто не сакам да... Да, не е важно. Не е ни важно. Производ беше многу лошо спакован. Значи беше спакован во пластична амбалажа, се состоеше од некој зелен чај, некои состојки што за мене лично не се правилни. Бидејќи не можеме зелениот чај да го ние пакетираме. Значи зелениот чај се пие, антиоксиданти се пие нормално. Ако ќе се нели направи, треба да се испие по 5-10 минути, треба да се испие. Така да мене така чудно ми падна, и плюс тоа беше некоја цена што беше страшна. Само напишав во групата, еве ви го мојот чај, бидејќи беше корона, време на корона и уште е, а гледам жените ги фати паника, нели, бидејќи сите посегнуваа по јадење, нешто од сегрици. Да, и жената бараше спаси, јас викам, не си ги фрлате парите, еве ви го не е сличен, туку се составот, доколку сакате, пробајте го. Во тој момент, значи на мојот Facebook имаше, да не ве, значи не сакам да претерувам, преку 2000 пријателства, се пополни, да сите, значи денонокно го праќав чајот и составот, бидејќи чајот и составот секого различно дозира. Значи тоа се природни состојки, меѓутоа треба да се знае. Значи не се, јас што викам, не пиете, не внесувајте само со да намалите телесна тежина. Значи се знае кога се пие, како се пие, па дали имате некој здравствен проблем, па немате здравствен проблем. И тоа на мене ми состави, ми направи работа. Значи, ја денонокно го пуштав чајот и денонокно, значи, бев со жени, за кои секоја требаше да ја разгледа. Да. Чајот, значи, чајот од зелен чај, босилок и ѓумбир, јас го составив, бидејќи се три компоненти се имаат важна улога во организмот и се пие и се одредуваат и секој различно. Меѓутоа многу, тоа е само да кажеме, помош при слабење. Тоа е само помош, добро. Бидејќи мораме да разграничиме, јас тоа многу често го кажував и на моите клиенти. Ако беше целта да ослабеме со чај и со апчиња, сите ќе ослабеевме, значи нема потреба. Нели? Значи ќе се пиеше чај нон-стоп и ќе се пијат, нели, овие што се апчиња за слабење, таблети, така да сите ќе бевме слаби. Тоа е само една моментална среќа што кажената се, јас го кажам, еден психички момент, ќе посегнат, бидејќи тоа е најлесното. Меѓутоа, телото е работа. Треба едно да сваниме. Телото е работа и телото треба инвестиција. Не се ни чаевите, не се ни апчињата, значи на телото му треба еден баланс за да се одрже и треба да бидат многу компоненти. Не е само ни чајот, не е само јачијата. Како што викаш ти, така сите ќе ослабневме. Сите ќе бевме, јас што викам на ниве викам, сите ќе бевме манекенки. Значи, не се лажете, не посегнувајте. Тоа е само моментална среќа и јас што кажувам, едноставно желбата повеќе и побрзо да се ослаби. Да. Тоа е само јас го давам во моите програми како допинг и не е само тоа, значи имам многу чаеви, има детокс води, значи секој клиент различно се одредува и различно, нели, се внесуваат и течности и чаеви и води, така. Додека сме кај водата, колку треба да се пие вода? Така, секоја жена индивидуално се зависи од нейната телесна тежина, меѓутоа вода треба да се пие, факт. И тоа помага
бидејќи водата нема калории, по водата е, значи, јас што викам, најефтиниот се извинувам пилот за сладење. Значи, водата е таа што, пошто ние сме создадени од вода, е таа што многу помага и не само при сладењето, кожата на убавината на лицето. Убавината на лицето, значи водата е таа што не движи, водата е енергија, водата е значи таа што ни помага при процесот на сладење, кај секој е различно. Меѓутоа, еве светски параметри, значи се кај жените, значи од 1 литар и 800 до 2 литри. Али пак ќе кажам, тоа е кај секој различно. Се имаме ние формули по кои си пресметуваме колку преку денот се внесува течност и јас во мојот метод си ги разделувам. Водата е вода, чајот си е чај, така да супат, нели, други течности и така да се пресметува целодневен днес. Јас имам табели и кога веќе ја правам таа индивидуална програма, јас им кажувам точно во колку часот, нели, треба да се внесе течност и како се внесува водата. Добро, Мара, каде е водата твоја? Водата моја е беа, секогаш. Живели. Живели. Водата, јас имаме до себе. Без вода не може, да. Без вода немаме. Значи без вода не може да се. Да, тоа сакав да кажам. Значи, потполно имаш право, нели, тоа дека треба да внимаваме на нашата исхрана, што и како треба да консумираме, да пиеме вода и да ја држиме таа физичка активност, бидејќи навистина помага. Јас на пример немам проблеми со тежината, но секако се водам, нели, според некое правило да внимавам што ќе внесувам и дефинитивно знам дека покрај врските, еве сега, нели, корона криза, знаеме дека можеме да одвоиме време за себе и за вежбање. Бидејќи тоа ни помага не само на пример на организмот, нели, и психата, некако се сочувствуваме многу поубаво, подобро, позитивно, нели е така? Така да мислам дека јас ќе ви кажам тука еден момент. Значи, кога ќе почнат кај мене на пример во програма, на индивидуална програма и ми велат, дали мора да вежбам? Не мора да вежбат. Значи, вежбањето, тоест физичката активност е дел од методот, меѓутоа физичката активност, значи вие не можеме ние да ставиме жена од 130 килограми на физичка активност. Значи, директно. Треба прво телото да се прилагоди. Меѓутоа, тоа е тој момент, јас што го кажувам, ние при физичката активност, ние го лачеме хормонот ендорфин, кој што е хормон за среќа. И на вистина, кога ние ќе го истрошиме таа негативна енергија, кога ќе истренираме, без разлика дали ќе е физичка активност, дали се извинам, дали ќе е пешачење, дали ќе е во джим, дали ќе е брзо трчање, без разлика. Сепак тоа ни помага за да ја одржиме таа ментална, вие што кажавте, психолошкиот момент, бидејќи се лачи хормонот на среќа. Јас што велам, тогаш јас кога јас на пример немам потреба веќе да правам физичка активност, меѓутоа јас си го одржувам само за да ми го одржува тој ментален склоп. Таа позитивност, и да си го лачам хормонот бидејќи ми е убаво. Да. Интересно тоа што ти не се водиш, нели, според крвна слика, се водиш на пример според некоја личност, нејзини години, висина, кои карактеристики други се важни околу таа, нели? Јас работам бидејќи ние тука сме одредени на диетичани, нутриционисти, тераписти и нутриционисти. Ние сме советници повеќе за храна и одредуваме, нели, и храна и вежби кај клиентот. Крвна слика бидејќи јас работам обично со жени кои што немаат здравствени проблеми и не ми треба тој параметар, меѓутоа ми е многу важна генетиката. Значи боди кодот, боди типот на жената, годините ми се важни, значи висината ми е важна. Има многу други параметри кои што ми се многу важни кои ги правам, нели, целите иследувања и кога ја правам целата анализа на една индивидуа, на една жена. Така да мене тој показател крвна слика не ми е ни толку важен и обично јас кога правам, нели, видеокол со моите клиенти ги прашувам дали имаат некаква здравствена состојба за да знам дали можам да го работам или не можам да го работам клиентот. Така да мене тоа не ми е толку многу важно, меѓутоа ми е важна и ние кога правиме, ние праќаме по 7 форми на кои што ги разгледуваме, се враќаме, ги враќаме назад во детството, за да видиме таа генетика, бидејќи да не се лажиме, доколку некоја жена е родена со генетски предиспозиции на зголемена телесна тежина, во еден момент организмот, значи треба да се каже реалност. Точно да, ќе се намали од телесната тежина, но во еден момент ние што и да направиме, води кодот, генетиката, не можеме да ја сменеме. Можеме да се бориме, нели, да ја намалиме телесната тежина. Меѓутоа, генетски предиспозиција ако има, ќе дојде до еден момент организмот и ќе рече стоп.
Јас не можам повеќе. Така да јас секогаш искрено кажувам. Значи, треба да се знае и затоа мене тоа ми е важно. Значи, не ми е важно само да проведам индивидуален план и да ја кажам нешто што не е реално и моето искуство не се достигнува. Меѓутоа, сакам едно да кажам. Секој може да ослаби. Значи, секоја жена може да намали од телесната тежина, без разлика на годините. Значи, без разлика колку да е тешко, колку и да мисли дека е неостварливо. Дека не може, да. Јас имам господи од 40, и од 50, и од 60, имам и баба, што ми беше во лајв, баба Нада, која е 72 години, која што слабе, дури се купи вага. Гледаш, Да. Значи, годините не се пречка. Никогаш. Годините не се никогаш пречка. Значи, не треба да ги гледате годините. Значи, точно дека жените слабеат, извинувам се, организмот паѓа на декади, 20, 30, 40, значи не може да се раководим. Меѓутоа, се е достижно. Сите можат. Значи, сите можат. Јас имам, нека ја после од мојата страна, значи имам жени што се во менопаузи, жени што, сте над 50 години. Тие супер резултати имаат. Нека го отворат својот профил и можат да се уверат, бидејќи имам слики постирано, така да како една мотивација. Лично, да. Мара, ти си специјалист за жени и помагаш на илјадници жени ширум светот и имаш помогнато. Која е твојата порака? Рековме дека треба пред се да бидат психички подготвени и да имат издржливост. Пред се да внимаваат на себе и доколку се одлучат да слабеат, треба навистина да се одржуваат кон тоа. Која е твојата порака со она кој што ти ги мотивираш за да успеат? Затоа што знаеме например дека кога ќе видиме на вага дека не сме намалиле некое килце, знаеме да се откажеме, да речеме добро сега што направив, нема да јадам благо, нема да јадам леп. Она што е она кој што ти ги мотивираш нив? Вака сега, прво треба едно да сватам, дека треба да се излезе од таа комфортна зона. Значи, тоа е моментот, првиот чекор. Јас уште кога ќе ми се јават и кога ќе ми кажат сакам да, пример, ослабам, јас одма и кажувам работата ви е 50% завршена. Бидејќи се додека јас што викам тоа психолошко ментално освестување. Се додека не го постигнат тоа, значи, јас никој не форсирам, значи јас немам пуштено на ниеден клиент дали сака да слабее, бидејќи тоа е момент кој ќе се решат. Меѓутоа, кога ќе помисли дека треба да ослабне, само земете, дали ќе телефонот, значи дали ќе сум јас, некоја друга, која и да е било, важно 50% е веќе работата завршена. Другите 50% се дисциплината, истројноста, одржувањето на мотивирачкиот фактор, детерминираноста, значи кај жената, кога се почнува процес на трансформација, што е најважно? Најважно е реалистички очекувања. Значи, доколку жената си постави реалистични очекувања, пример дека сака да ослаби, пример 5 килограми, кога ќе се консултираат со мене, бидејќи јас имам жени кои што ми велат, јас сакам 10 килограми да ослабам за 1 месец. Тоа не е нормално, јас ќе те ослабам за 10 килограми. Ама вие знаете ли дека тие 10 ќе ги вратите 20 подосна. И плюс тоа, ако е, например, жената со поголема, со зголемена телесна тежина, килограмите многу брзо паѓаат. Меѓутоа, ако е со помала телесна тежина, килограмите малку побавно паѓаат. Меѓутоа, и не е секогаш вагата показател. Ние имаме и обем. Значи, обемот исто, во многу случаи, вагата може да застане, а обемот да се намали кај жената. Па дури и тоа да не се случи. На организмот време му треба. Сега тие килограми да се навикне. Ама не дошле од вчера, значи тие килограми. Значи ние сме јас се сеќавам, си јадев, си пиев и сега не можам да очекувам дека јас за 1 месец ќе се направам манекен. Да, веднаш, да. Значи тоа не е возможно. Меѓутоа, важното е што е направен чекор. И кога ќе паднат психолошки и ментално, не ги гледајте вагите. Вагата е само, јас што викам, бројкичка. Важно е дека вие сте направиле чекор. Па дури јас некојаш кој ќе ми се јават, ама јас денес се изневерив. Вие не сте се изневериле, вие сте се почастиле за тоа што сте успеале, па дајте му на организмот тоа што во моментот ви бара. Меѓутоа, не продолжувајте. Пак се врнете, знаете од каде сте почнали. Така и да се направи тоа и да застане вагата. Па и да имаме, јас што викам, изневерување, едноставно, грижа на совест. Ништо не е страшно. Ние жените осцилираме.
Кај нас имаме ние, значи, Ние сме и различни, упорни, ние јас можеме. кажам, фази, различни фази. PMS-от, значи, времето кога највеќе ни поварува организмот, шеќер, значи, карвин што се јавуваат. Значи, ние осцилираме, меѓутоа, само продолжете. За се треба време, така и за телото, и вложувајте си во себе. Тоа е најважно. Така, знаеме нели дека секој организам е различен, но на пример за колку време може да се појават видливите резултати? Вака сега, секоја индивидуално жена, се, како што кажав, се зависи од годините и се зависи од незината генетика. Кај мене, например, јас имам многу позитивни резултати кај жените. Мислам дека многу и влија и психолошкиот водство, бидејќи јас малку различно работам. Значи, јас не е само да им ја дадеме лист од диетата, да им ја искуцаме и ајде, одете сами, бидејќи многу често ќе го закачат, јас што кажам, листот, една, две, ќе се заборави. И подоцна, не можем, јас се веќе откажувам, не може. Тука е тај мотивирачкиот фактор, да. Тука е тај мотивирачкиот фактор и факторот кој што е многу важен, тоа е комуникацијата со со личноста што е избрал, дали нутриционист, нели некој тренер избират. Значи, тој фактор е многу важен за да се одржи таа менталната, да кажеме, тој мотивирачки фактор, така да, значи, кај секого е различно. Меѓутоа, јас пак ќе кажам, многу е важно жената во тој момент, кога е на процесот на трансформација, да нема големи очекувања. Значи, очекувањата да бидат мали, а резултатите што ги добијат да бидат тогаш веќе они се поголеми. Се среќни. Еве ќе ви кажам пример, например жена што е 1,6 м, јас ќе се земам за пример, 1,67 м, било сум 80 килограми, сакам да намалам со мојот метод некаде од 2 до 4 килограми можам да намалам месечно. Али кај мене се тотално, значи целата храна вклучува, кај мене нема глад. Значи јас им ја давам избор на храната, тие што ја сакаат, само ја комбинирам и ја местам каде треба да, како треба да јадат, им давам колку внесна течности и така се слабеат. Си јадат и се слабеат. После другото се зависи од нив, нели како што кажете, треба да бидат Да. Јас секогаш го кажувам тоа. Јас сум само катализаторот. А вашиот успех е ваш. Јас многу често им кажувам, јас медалот ќе ви го закачам вас, бидејќи вие успеавте, вие издржавте. Јас можам се да направам. Меѓутоа, тие се тие што едноставно се дисциплинирани и морам да ги пофалам. Значи, јас и со жените кога работев онлайн и моите клиенти што се на индивидуален план, вие не знаете каква послушност и каква дисциплина има. Значи, толку се многу дисциплинирани, бидејќи уживаат во тоа што го јадат. Значи, јас не им наметнувам храна. Јас само им ја модифицирам и им ја комбинирам. И веќе ја имат и таа, јас што кажам, слобода. Значи, слобода кон тоа да се прилагоди нивниот начин на живот и да со тоа и да слабеат. Да. Мара, кажи ми, интересен факт е тоа што дали поради тежината може стресот да влие на тежината? Маш малку објаснато и во нели со тоа? Да, тука прашањето ќе ти го одговорам. Да, стресот може да влие на тежината и тежината може да влие на стресот. Може да влие. Значи, прашањето треба ти биде вака поставено во двата правци. Стресот, значи жената е под стрес. Можам да кажам дека едноставно го блокира организмот, бидејќи тука се лачи на хормон, тоа е кортизол, кој што едноставно и дава, ја блокира и највеќе ствараат масни наследи околу стомакот. Многу е важно, кој ќе ми речат, па јас не можам да бидам да не сум под стрес. Со храната, која што ние им ја даваме, тоа е внесувањето на минералите, витамините, специјални природни чаеви. Значи, со тоа се редуцира. Немој да мислите дека нема да бидеме под стрес, па ние можеме, значи, животот ни носи секакви ситуации. Меѓутоа, многу е важно што сме внесне, како сме внесне преку храната и со тоа да го редуцираме и преку физичката активност да го редуцираме стресот. Тоа е многу важно. Стресот е исто така голем фактор при
намалување на телесна тежина и обратно, изголемување на телесна тежина. Жените што се под стрес многу потешко намалуваат. Затоа треба да биде релаксиран. Затоа јас им давам храна што сака да ја јадат. И затоа резултатите им се такви, што им се. Да, и затоа велиш секогаш вашата среќа е моето задоволство. Па дали за крај на овој разговор сакаш нешто да упатиш до твоите клиенти? Пред се да ги поздравиме за големата истреност што имаат. Клиентите и сите оние што ме пратат и на Инстаграм и на Фејсбук, и тие што се нови што сакаат сега да се приклучат на мојата фан пејдж, јас едно ќе кажам. Ние македонките сме многу истрајни жени. И многу сме посветени и многу сме, јас дори кажувам, и најубави може. Еве, јас живеам во Англија, ние сме многу поубави, да не ме слушат. Ние сме многу поубави. Да, ние сме многу поубави од нив и сме многу истрајни. Македонската жена е, јас сум воодушевена, значи воодушевена, што викам кога ќе зацртат и одат кон целта. Само им е потребно водство докаде за да стигнат до таа цел. Јас сум едноставно многу изненадена. Иако јас и предходно си имав клиенти што нормално си ги работев, меѓутоа сега беше ова еден голем замав, значи гледници жени, сите тие значи направија многу добри резултати. А тие резултати беа нивни. Значи јас само ги водев и можам да им кажам, мора да останат детерминирани. Морат не. Тоа сакам да им кажам на сите жени. Секогаш кога ќе почнуваат процес на трансформација, првото нешто што ќе треба да го направам е мислата. Не морам. Јас можам. Тогаш ќе се чувствуваат многу полесно. Многу побаво. Да, многу често ми се говорат, леле, јас морам да ослабам. Се мора само да се убре. Ние можеме да го направиме тоа. И кога сме со таква мисла, секогаш има успех. Секогаш. Да, секогаш ме кон правиот пат. Мара, за крај, дали ти недостига Македонија? Многу. Јас затоа и го направив. Те чекаме. Јас секогаш скажувам тоа. Знаеш, има една да кажам, јас моја мисла, викам, кога си го земав куферчето и кога се преселив во Англија, јас тука направив една голема грешка. Мене душата ми остана во Македонија, а физички јас сум во Англија. Да. Сега многу ги кажат, па што не се вратиш во Македонија? Јас имам ќерка која што учи тука на еден од, да кажеме, подобрите школи и највеќе заради неа сум тука, бидејќи тука се роди, англискиот, македонски многу помалку зборува, иако ние цело време зборуваме, меѓутоа да кажеме голем дел поминува и таму во школа на англиски, така да инаку мене душата ми е во Македонија, јас ја многу сакам мојата држава и мене ми е план, значи јас што викам, нема јас да умрам во Англија, јас сакам да се вратам и да си живеам во Македонија, плюс и фамилијата ми е таму, јас имам мајка која што е таму, меѓутоа моментално, значи сум заради мојата ќерка, да кажеме жртва, иако и тоа е екскюз, жртва не дека и во Македонија не може. Ама така. Меѓутоа ете. Добро сега. Таква е ситуацијата. И затоа кога го почнав сето тоа ме поведе душата. Ме поведе душата, сакав да си бидам поблиско до мојата Македонија, до мојот, да кажеме, до мојот народ. И затоа го направив тоа онлайн дружење и тогаш се посветив, бидејќи во тие тешки моменти на карантин кога беше, ја мислев дека ако не сум до нив, тоест јас кога ја направив групата, ја направив повеќе заради моите пријатели, па така нели од чајот се преклучија и жените, па со совети на храната така ослабне. Меѓутоа јас појдов од внатре, од мојата душа, така некако бев осамена исто тука, носталгија, али позитивно. Ете, позитивно се дружевме и слабеевме, едноставно карантинов се го свативме како една позитивна работа, останавме, јас што кажав, истрајни, позитивни и до ден денеска. Значи супер, си одржуваме таа. Тоа е најважно. Да. Тоа е најважно. Да, позитивната мисла, секогаш што успева. Јас сакам да се заблагодарам за одвоеното време.
И ти благодарам што си моја пријателка, навистина многу ми е мило, ти посакувам многу успеси, остани таква како што си позитивна со твојата армија на следбеници и се надам дека кога ќе заврши оваа ситуација ќе дојдеш во Македонија за така силно да се изгушкам. И чувај се таму. Јас сакам само да се заблагодарам што ме покани и што имав можност, имам многу клиенти од Штип, пријателки, сакам да ги поздравам и мои клиентки следбенички, сакам да ги поздравам. Многу ми беше мило што ја што кажувам, не треба да го кршам многу јазикот, се изборував на штипско-кочански, бидејќи ние имаме наш дијалект. Многу ти благодарам за целата дружба. Мене ми беше многу пријатно да го и една голема задоволство да го споделам ова со сите жени и да им кажам дека останете си позитивни. Без разлика што е околу нас, внимавајте што внесувате и како внесувате, храната да не ви е утеха, храната да ви е начин за да преживеете. Бидете позитивни, сакајте се, доколку некој нели има некаква желба, потреба, доколку му треба совет, има на мојата фан пејдж страна и на мојот Инстаграм, може да следат. Може да погледат. Да, нека се следат, нека се мотивираат и најважно од се да останат здрави и да имунитетот да го задржат, да пијат многу течности, витамини, сега барем додека сме, па и подоцна, не мора сега, па и подоцна. Да се придржуваат кон тоа. Да се придржуваат кон сето тоа, бидејќи многу е важно. Важно е да се внимават на мерките што ни се моментално поставени и се до тоа да се гледа. Карантинот ни донеси убави. Гледа позитивно. Да се гледа позитивно. Семејството си го видовме, јас не можев семејството да си го видам. Семејството си го видов, си запознав еден, што кажам јас, еден тон пријателки, еве и тебе. Исто и тие, значи се споивме, се здруживме. Да, и ето кои сакаат, можат и да си вложат во самите себе, бидејќи нон-стоп имаме нели ние оправдување, се нема време, еве ми време. Да, сега има време. Вложете во себе и прифанете си го како една позитивна работа. Да. Марија, ти си како подадена рака во најтешкото, затоа што здравјето пред се треба да се чува. Тоа е најважно. И треба да бидат позитивни. Во здраво тело, здрав дух. Така да, тоа ми е најважно. Вложете си, јас на жените им кажам сега, секогаш, вложете си во себе, а не на себе. Значи, битно е внатрешноста, а не што ќе облечеме. Битно е како се ние чувствуваме. Ти многу често, ако ние не сме среќни од внатре, што и да облечеме, ние нема да бидеме среќни. Тоа е моментална, да кажеме, шаминка. Затоа, нека си вложат во себе, во телото, во своето здравје, а потоа на себе. Така е. Имаш право. Ти благодарам уште еднаш. Чувај си, се надевам нели дека ќе си се видиме за било каква нели соработка. Еве и ги поздравуваме нашиве гледачи кои што не гледаат моментално и голем поздрав, ми упатуваме. Чао. Поздрав до сите штипјанки и штипјани. И до тебе. Чао. Чао, поздрав, чао.